Да се кажем, ова еден на еден, добре дојдовте, аплауз за Пеперминт! Денеска имаме одлична емисија, денеска гостини се големите, но мали звезди, Андри и Панчо од ДНК. Имаме да најавиме нешто многу добро, на 2 април ни е гостин кој? Сергеј Четковиќ. Но да си фатиме ние со ред. Како што нели треба. Го гледавте отчетот на владата? Има некој од вас? Да, зирнавте нешто од нешто? Отчетот, нели? Да. Значи, како куќна слава на Никола Груевски да гледавме. Знаеш, тој седнат на средина, па после малку стана, нели, откако тргна забавата, знаеш, музиката од која. Исто како слава, тоа е. Кумот десно до него, другарите лево, роднините во прв ред собрани, телевизор голем, пуштаат видеа, спотови, нели, стандард, само што не пуштаа Саша Ковачевиќ, тоа беше единствена разлика од друга слава. На трибината публиката постави прашање до каде е решавањето на проблемот со јавниот долг. Од владеачката партија одговорија нема никаков проблем, секоја држава има јавен долг, на што некој од присутните реагираше да, ама нашиот некако по-долг е. Сигурно знаете, според народните преданија, на Духовден мртвите шетаат наоколу. Нели, така велат. Духовден, или кај нас попознат како ден на избори. Што прават во опозицијата? Генерално ништо, но кога нешто прават, обвинуваат за преку 300.000 фантомски гласачи. Вау! Толкава бројка, некако многу виртуелно бе ми делува, како има некој од вас што играше Age of Empires на времето? Има? Значи, ваква беше таа игра. Значи, стратегија беше едно од првите популарни и ти си правиш човечиња, си билдаш човечиња и оп си направил 300.000, знаеш. Исто така ми делува ова. Кога ќе те праша премиер од друга држава до кое ниво си, ти му викаш до барок. И што е панорамско тркало и римски скали да направам и левел апгрейд. Левел апгрейд. Вика до кое ниво стигна? До пустец. Очекувам дека кај да е, нов национален празник ќе воведеме во Македонија, ден на фантомскиот гласач. Значи редно е, покрај 300.000 фантомски гласачи, јас се чудам уште ни еден бе да не си побара, бара еден ден во годината да имаат. Уствари, може они имаат свој ден, ама е невидлив како нив. Невидлив е уште еден човек. Павле Трајанов е реизбран за председател на Демократски сојуз. Во останатите тотално небитни вести, денеска е сабота, 26 март. Ти се допадна оваа, така? Искрено ова ми е омилената од цел монолог. Ким Кардашијан ја шокираше Америка објавувајќи на Инстаграм слика на која е сосема гола. Да, тоа е оваа. Исто толку шокирани бевме и ние на Балканот, кога во истото тоа време Северина објави слика на која носи облека. Вау! Кога сме кај Инстаграм, папата Франциско официјално отвори свој Инстаграм профил. Што значи дека кај да е, ќе се тагне на концерт на Северина и ќе стави кепшен колико постим ние хумано, субота е дан за благослов. Интернет порталите на големо шпекулираат дека Каролина си фатила нов дечко. Да, наводно Михо Корубин, сликар и син на дизајнерката Лиле Корубин, и бил дечко, што лично воопшто не ми се допаѓа, бидејќи ќе треба да фрлиме илјадници однапред напишани шеги за Каролина. Што ќе им прави? Што ќе им прави се? Двајца сценаристи технолошки вишок пративме. Но ако е вистина, супер. Шала на страна. И тоа баш после незиното гостување последно во еден на еден и се случува ова. Честито, дечко и велат бил доста помлад, не знам дали истражувавте, но добро, Каролина нема зашто да се секира со новите одлуки на Уставен суд, сега председателот може да ја помилува, без проблем. Се окей. Окей.
Ама знаете какви сме ние македонците, замислете сега какви наслови ќе извадат на интернет. Каролина се закити со нов дечко, Мелита со нова тачка. Ексклузивно. Цаци Паковска нарача венчаница од AliExpress. Каролина доби нов автомобил од дечкото. Саша Политико доби нов шамар од Сарма. Понатаму може да пишуваат, може да пишат Каролина на турнеја низ Балканот. Момчето го остави на село кај баба му. Само не дај Боже да има ваков некој наслов. Балканската полиција сомничи 2 дами за злоставување на млади лица, Каролина и Северин. Правевме една анкета на нашите познати фаци овде во Македонија и да ви кажем од прилика како изгледаше, значи да разбереме како изгледаше тоа, еве еден пример. Дали им верувате на македонските такси компании? Никола Ристановски одговори да, до сега не ме зезнале. Никола Груевски одговори јас се возам со автобус. А јас одговорив воопшто не им верувам, единствен добар таксист кај нас е Диме Такси. Значи сваќаме што е. Прашањето е: што би направиле ако видите мали сладки првооделенчиња на екскурзија во зоолошка? Елена Ристевска одговори ќе ги изнагушкам сите. Даниел Кајмаковски одговори ќе им подарам на сите по една најубава чоколада. Стефче Јакимовски одговори ќе им организирам контраекскурзија. Мали сладки првооделенчиња. Колку е корен од 49? Лесно прашање. Никола Груевски одговори: тоа не е важно. Важно е само коренот да се зачува на македонската нација за која ВМРО ќе се бори до смрт. Зоран Заев одговори: тоа не е важно. Важно е да се најде коренот на злото од оваа власт. Воедно, дали може да се најде било каков корен на македонските ниви? Не може, бидејќи го уништија земјоделството. Толку одговор од Зоран Заев. Елвис Бајрам ни одговори: не знам, за ова треба да учиме следниот час. Кога сум во кино? Никола Груевски одговори: нова одговори в 2009, истото е. Радмила Шекеринска одговори: јадам пуканки. Игор Џамбазов одговори: не сум бил во кино уште од волшебното Самарче. Андри Панчо од ДНК одговори: се нервираме бидејќи не гледаме ништо од дечкото пред нас. Иначе, не знам дали знаете, ДНК секогаш седат во прв ред во кино и театар. Дека се VIP, не друго. Која е најдобра македонка? Слаткар, не дека ми е сопруга, ама искрено Сања Николиче срце. Миленко, не дека ми е единствена гостинка, ама Мирка Велиновска е она правото. Александар Маленко, а за женење или за раѓање мислите? Ги прашавме колку трчате. Маријана одговори: 7 до 10 километри, зависи. Андреј Жерновски одговори: јас трчам во кругови, обично 3 кругови. Саша Политико одговори: трчам дур не ме фатат. Кој е вашиот омилен филм? Никола Груевски одговори: Кум. Љубе Бошковски одговори: 12 години роб. Диме Спасов одговори: Маша и Медо.